Драги гледачи, традиционално поставување на диагноза е дефинирано како уметност во идентификување на болести врз база на знаци и симптоми. И токму ова уметност на воочување на симптомите и идентификување на одредено здравствено нарушување е поврзано со зачетоците на медицинската наука уште во периодот од пред нашата ера. Подобрување на прецизноста на диагнозата се одвивала напоредно со технолошкиот развој. На почетокот од 16 век се случила драматична пресвртница со пронаоѓањето на микроскопот. Хронолошки потоа следел термометарот, стетоскопот, односно слушалките, па офталмоскопот, тоест уредот за преглед на очите. Но веројатно најголемо современо техничко диагностичко достигнување е рентген отпремата врз база на откритието на X или рентген зраците од страна на германскиот физичар Вилхелм Конрад Рентген кон крајот на 19 век. Од тогаш па се до денес, различни форми на радиоактивно зрачење и браново движење е применето во развојот на разновидна и многу корисна диагностичка опрема, како класичните рентген апарати, компјутеризираната томографија, ултразвучните уреди, магнетната резонанца и позитронската емисиона томографија. Ваквиот технолошки развој значително им помогна на докторите во подобрување на прецизноста на диагностицирањето. Останете и денес со нас за да ги дознаете најновите достигнувања во диагностичката технологија, што обезбедува брзина и безбедност за пациентите како предуслов за навремено и право решение на здравствениот проблем. Комплексноста на здравствената грижа, економскиот притисок врз здравствените системи и новата здравствена економија базирана на информациска технологија наметна една потреба за подобрување на вкупниот учинок во здравствениот систем. Новата технологија не само што влијае врз предизвиците во грижата на здравјето, како усогласување, управување со хронични болести, прифатливост од страна на пациентите и транспарентност, туку исто така помага во реформските промени и во креирањето на новите вредносни образци. Здравствените системи се соочени со потребата од подобрување на квалитетот, зголемување на безбедноста и достапноста на услугите. Новата смарт платформа го револуционира начинот на кој здравствените работници и пациентите ги користат опремата и апликациите. Новите можности со оваа нова интегрирана технологија во реално време се следниве: максимално искористување на потенцијалите од превентивниот пристап во решавањето на здравствените проблеми, мониторирање на многократни биометриски индикатори преку вештачка интелигенција, што води кон целосен увид на здравствената состојба, примена на строго целно ориентирана здравствена грижа според индивидуалните карактеристики на пациентите, централизирање на знаењето и лесен достап до него, со што ќе се унапреди здравствената грижа без неопходна потреба од долги и специјализирани усовршувања. Оваа нова технологија дава една огромна и нова медицинска вредност. Наместо да чекаме и пасивно да го наблюдуваме овој процес, ние имаме можност за примена и достапност на оваа најсовремена технологија и кај нас. Почитувани гледачи, гостин во денешнава емисија е нашиот реномиран кардиохирург, академик доктор Жан Митрев. Доктор Митрев, добре дојдовте во емисијата. Ни представува особено задоволство и чест што ви имаме за гостин и благодарам што се озвавте љубезно да учествувате во нашава емисија. Благодарам на поканата. Темата на денешнава емисија е примената на новата диагностичка технологија во раното откривање на кардиоваскуларните заболувања за една брза, навремена, точна диагноза и успешно решавање на здравствените проблеми. Вие како пионер на македонската кардиохирургија имате долгогодишно искуство во тој домен. Па какво е влијанието на современата медицинска технологија во згрижувањето на кардиоваскуларните болести? Па како и се сега што стана во новото време, и обичното телефонирање стана технологија,
а камоли во медицината. Така да најновата технологија во медицината се и така нарекува смарт медицинска технологија, што значи една технологија поврзана со она што значи докторот современ во ова време, која неговите знаења, меѓутоа мора да бидат подкрепени со технологија која достигнува до тие димензии да се прави она што доскоро било и невозможно да се направи. Така да тоа е составен дел и медицината е една од водичките гранки која многу зависи од новата технологија. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Кои се предностите на оваа современа смарт технологија и 3D технологија во комплетното згрижување, пред се во дијагностицирањето на овие кардиоваскуларни заболувања? Па вака сликовито да можам да објаснам, за да можат така поширок круг на гледачи да сватат што значи таа смарт технологија во медицината е слично како телефоните кои ги имавме оние аналогни со вртење со бројки. И сега овие смарт телефони. Значи, какви се опции постојат во таа комуникација, да речеме, со телефоните, така и сега оваа нова технологија на апарати кои располагат со навистина огромен број на такви опции кои служат за додатно, попрецизно утврдување на некои состојби на болест или на состојба на организмот. Дали ова смарт технологија и новите апарати што ги има, дали кај нив се намалува зрачењето, односно таа ирадијација од рентгенските зраци, и како тоа влијае на безбедноста на пациентите? И се разбира и на здравствениот персонал што тоа го работи. Значи, во последните години огромен дел од сите напори кои ги вложуваат фирмите за новите апаратури во медицината е и баш тоа зрачење, да се намали на што помало ниво, а при тоа да се добие подобар квалитет во тие слики, поготово се однесува на рентгенската технологија и овие нови апарати кои се инсталирани во новата болница се оние кои, значи, така да кажем, она што го имавме ние 2008 година како први, го купивме тој 64 слајсен компјутер и така натаму. Сега овој новиот компјутер е 384 слајсни. Тоа значи бројот на пресеците кои ги прави тој апарат, а при тоа зрачењето е 10 пати помало. И тоа е огромна разлика, бидејќи досега секако за секоја дијагностика се бираше она, да кажам, измеѓу нешто лошо и нешто добро. Значи мора сепак пациентот да се на некој начин зрачи, бидејќи знаеме дека тоа рентген зрачење во поголеми дози може да предизвика, нели, и рак у крајна некоја дистанца. Така да со оваа нова технологија буквално овие испитувања стануваат безопасни. Предноста е што за секој пациент практично се дозира према неговата телесна тежина и сите тие апаратури се со таа, да кажеме, повторно смарт технологија, каде што со најмало зрачење се овозможува највисок квалитет. И на тој начин буквално оваа технологија веќе е достапна за мали деца, дури и за бремени жени. Значи колку може и до каде веќе стигнат тој дел.
Практично и за бремените жени е безбедна евентуална диагностичка постапка во случај на Ако потреба. мора, секако. Да, ако мора. Меѓутоа порано тоа беше исклучено и не се знаеше дека не смее. Сега веќе ако мора може дури и до тамо да се дојде. Исто така кај малите деца тоа беше Јасно. голем хендикеп во тој дел. Меѓутоа сега и тоа е можно и да биде таа претрага, тоа испитување безбедно. Сето тоа овозможува и друга димензија, затоа што самото испитување е многу брзо. Значи и така беа тие компјутерските снимања, да кажам, Подолготрајни. беа брзи, меѓутоа сега тоа е сведено дури на милисекунди. Така да и секое движење во самото, поготово кај мали деца, не го смета она што треба да се добие како крајна диагностика. Дали е потребна посебна едукација на лекарскиот кадар, затоа што таму нели има, колку рековте, 384 пресеци во одредена дебелина и се добиваат енормен број на нови податоци. Дали е потребна посебна едукација на здравствениот персонал што работи со тоа? Секако дека е потребно, затоа што технологијата на работа, докторот не влијае на неа, бидејќи таа работи независно од него. Она што е за докторот важно да знае се сите софтверски решенија кои стојат како опции, кои можат да бидат користени при различни болести, различни состојби и анализите кои при тоа се прават. Значи тоа е суштината, кај што пак ќе се вратам на телефонот, не е само телефонирање, него има и многу други опции. Колку повеќе ги знаете тие софтверски решенија, толку по-брзо и полесно и по-прецизно може да се постави една диагноза. Доктор Митрев, каква е можноста за интегрирање на овој најсовремен уред со останатите постоечки уреди, системи што ги имате врз база на таа смарт технологија, да кажеме, со магнетна резонанца, со ултразвук, со останатите? Па тоа е сега она што е, да кажам, најголемата предност, а тоа е дека сите тие испитувања се преклопуваат едно со друго. Значи, што тоа практично значи, ако еден пациент добил прво едно компјутерско снимање, кое сега со новата технологија апсолутно ја заменува класичната коронарографија, значи она снимање со жици и така, како диагностика. Значи, таа диагностика, сега, ако пациентот подлежи понатаму, потребно е да кажеме стент, да се постави на некоја крвна жила, тоа снимање кое веќе е направено, се пренесува на екранот на таму кај што сега кардиологот треба да прави интервенцијата и сето тоа веќе го се суперпонира со новото испитување што се прави. И на тој начин на еден голем екран кардиологот прв пат може во така наречено реално 3D да ги гледа крвните садови и да го поставува стентот во реална 3D димензија, што беше досега невозможно. Тоа е од огромна предност, бидејќи прво за докторот е нешто што ја драстично леснува работата, самото позиционирање, самиот начин на мерење на димензиите на стентовите и така натаму. И од друга страна, сето тоа дава една многу голема сигурност за пациентот, бидејќи тие 3D реконструкции постојат, да речам, и од претходните години, меѓутоа тоа беше реконструкција, тоа беше нешто кога заврши снимањето, па потоа компјутерски се тие снимања реконструира и се добиваат 3D слики. Сега тоа е, да речем, драстично убрзано и тие 3D слики сега не се реконструкција, него се, како што велиме, real 3D. Во реално 3D димензија. И
Тоа е нешто што е, да кажам сега, таа нова технологија која ги овозможува сите овие предности кои се за пациентот индиректно, бидејќи пациентот тоа не го гледа, меѓутоа за неговиот третман и за неговата безбедност се од огромно значење. Што значи пред се за вас оваа нова технологија како кардиохирург? Рековте има некои големи бенефици, голема корист за кардиологот при стентирање, а што за пациентот при вашите кардиохируршки интервенции? Значи, од самиот момент, ја кога сум тука, сум дошол и сум поставил некои стандарди кои се пред се стандарди за безбедноста на пациентите. Значи, од првиот момент на мојата работа во Македонија, јас ги носев и ги поставував тие стандарди кои беа во тоа време највисоки во медицината за таа област во која јас најмногу работам, тоа е кардиоваскуларната хирургија. Така да, сега во мојата болница има повеќе специјалности, повеќе специјалисти од различни видови, од ортопедија, абдоминална хирургија, урологија и така натаму. И сите тие морат да го имат истиот стандард пред се. Прво, на диагностицирање, бидејќи самите знаеме и меѓу народот е добро познато дека правата диагноза е пола од терапијата. Значи, со диагностицирањето на една болест, секако дека и решавањето на таа болест е многу побрзо или попрецизно. Така да, во тој стил е сега и новата болница со новата технологија, бидејќи тоа што е сега инсталирано е последното, она што во медицината значи state of the art, значи она што е последна технологија, и тоа е пред се за безбедноста на пациентите. Значи, таа врвна технологија секако дека ја олеснува работата на докторите, тие се, да кажам, полесно, побрзо доаѓаат до попрецизна диагноза. За мене како доктор многу важна работа, меѓутоа уште поважно за пациентот, бидејќи за него е тоа пресудно. Да. И за него е она што, да кажеме, брзината, прецизноста и помалкуте негативни ефекти од било која претрага и било која процедура е оној квалитет кој е потребен пациентот да го има. Често пати пациентите кои ќе бидат подложени на овие испитувања пред се на магнетна резонанца или на компјутеризирана томографија, имаат некое непријатно чувство, влегуваат во тунел, па така еден ограничен простор, одредено време така поминуваат тамо. Како е сега со оваа нова технологија? Дали е тоа чувство избегнато со зголемување на брзината на прегледот? Како тоа се одразува на чувството на пациентот? Па, сето тоа е сега сведено на едно, да кажам, доживување. Значи, едно доживување во кое се мешат оние, да кажам, класичната представа за болница, која е обично бела, нешто плава или така, да речем, непријатна за пациентот, како една сензација. И самото она што тие апаратури го до сега правеа, например, таа една магнетна резонанца која испитувањето кај класичните апаратури трае доста долго. Тој апарат е доста бучен и прави разни така звуци кои пациентот нормално е под некој стрес, и сето тоа во една така цевка која е доста тесна, каде што пациентот подолго време треба да се наоѓа, и тоа сето е една негативна сензација. Ова, да кажам, нова технологија овозможува сето ова да биде едно доживување. Зошто? Затоа што пред се прво
да речем, овој магнет кој е инсталиран кај мене е комплетно дигитален. Значи, преносот на сигналот нема веќе кабли, бидејќи пациентот мора да носи разни како така да кажем скафандери, за да може тој магнетен импулс да се пренесува на тие понатаму за апарати да го преработат во слика. Сега нема веќе такви жици, такви кабли. Апаратот е многу тих, практично нечуен. Амбиенталното светло е она која ги доловува така или ги има разни сцени, разни така светла кои влијаат на релаксирање на пациентот и сето тоа трае многу пократко. Од друга страна, таа цевка е исто многу поголема, така да таа клаустрофобија веќе се избегнува и со сите тие додатни елементи, значи пациентот има едни само слушалки и се прашува каква музика сака да слуша и таква му се пушта и тоа е тоа за многу кратко време за една песна која ќе ја ислуша негова омилена можеби, се завршува целата процедура. И на тој начин сето тоа е, пак ќе кажам, за еден подобар квалитет на пациентот, неговото бидејќи кога е знаеме добро дека никој не доаѓа во болница онака затоа што баш сака да оди, него обично затоа што мора или затоа што има многу лоши осеќаи дека нешто со него не е во ред. И сето тоа тој пациент е пред се во голем стрес и секоја сензација е додатен стрес кој сигурно не е баш пожелен. Она што може да се избегне, тоа е тоа што дава таа нова технологија и секако тука е применето во тој интерес. Доктор Митрев, колку и како оваа врвна технологија ви помага конкретно на вас во вашата професија, во вашата кардиохируршка професија, кардиоваскуларна хирургија, за подобро згрижување, односно подобри ефекти од самиот третман во тие сложени операции. Се надевам дека наскоро ќе бидеме сведоци на изведување на првата трансплантација кај нас. Како се тоа би ви помогнало во целокупниот тој третман? Значи, современата технологија е неопходна и без неа ние не можеме да бидеме тоа што сме. Нити јас можам да правам било која операција без сето тоа што сега ние го имаме поставено и јас морам да кажам дека луѓето се уште не знаат што имат во Македонија и тоа е без никакви преценувања или често имам јас пациенти кои доаѓаат од странски земји и на пример сега скоро имаше пациент од фамилија цела од Австралија и така се сретнавме и јас велам па што траеш ти тука сега за прегледи, можете и таму. Да, вика, можеме таму, ама таму траат 3 до 6 месеци овие прегледи, ние што во еден ден овде ги правиме. Значи, целокупната таа технологија која имаме и начинот на организација и сето тоа како е поставено е нешто што мојата работа многу ја олеснува, бидејќи за еден пациент прво диагнозата е многу кратко време поставена, како треба. Друго, планот за моја интервенција за тој пациент е многу полесен кога јас унапред ги имам сите тие параметри кои се за мене потребни и сето она што го кажувам на пациентот и му го објаснувам е многу концизно, прецизно и на пациентот му е многу јасно. На тој начин прво се олеснува таа комуникација со пациентот, бидејќи нема нешто кое сега треба да го мистифицираме и да го па чекај, па ќе видиме, па вака, па така, па дојди утре, па дојди за 3 месеца, па дојди за 6 месеца, него пациентот е тој ден буквално медицински кажано решен. И само натаму е процедурата која се спроведува, дали е тоа операција, интервенција или било што треба да се направи.
Спомнавте трансплантација, па морам да кажам дека во Македонија е пред 12 години направена неофицијално првата трансплантација, меѓутоа аутотрансплантација на пациентка која се уште е жива и која е во одлична состојба, кај што го експлантирав нејното срце, така да кажам, го извадив комплет, го реконструирав, она што се требаше да се направи надвор од нејното тело и повторно го имплантирав нејното срце назад. Значи една иста процедура, само што се работеше за нејното срце, бидејќи се уште тоа беше употребливо, а не беше за фрлање. Трансплантацијата е можна и во Македонија секако, не знам, само некои регулативи се во однос на законите кои се надевам дека најпосле ќе бидат надминати и да ни треба само една, да не кажам на хартија, обична дозвола за да тоа го работиме слободно без некои административни големи пречки. Инаку за уште една година ќе направам точно 20 години од мојата прва трансплантација во Германија. Во далечна, во минатиот век, да кажам, 1997 година ја направи првата трансплантација на срце во Германија. Академик Митрев, ви благодарам за учеството во денешнава емисија. Ви посакувам лично јас и од името на екипата да имате уште такви успеси и да ја направите и првата трансплантација реална во Македонија. Се надевам дека тој ден брзо ќе дојде. И верувам дека нашите гледачи добија јасна представа што значи современата технологија, примената на современите методи за една брза, успешна дијагноза и правовремена интервенција. Така, тоа е есенцијално и тоа е она што времето, нели на запад велат времето е пари, а јас велам времето е здравје, бидејќи во право време права дијагноза значи здравје, а пропуштена дијагноза, пропуштено време, за жал, значи некогаш и смрт. Така да, тоа е можеби она што јас се и секогаш ќе се залагам за она што е навистина пресудно и тоа многу пати сум го гледал и го гледаме во секојдневната пракса, каде што некогаш за жал пациентите доаѓаат прекасно. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Методот или уметноста со кој лекарите селектираат една, а исклучуваат друга болест, се темели најчесто на добивање податоци и присуство на одредени симптоми, што е основа на дијагностичкиот процес. Симптомите и знаците што се појавуваат на самиот почеток од здравственото нарушување се честопати недоволно јасни и специфични, со што се јавува потешкотија при поставување на навремена и точна дијагноза. Во тек на овој процес докторите употребуваат интуиција и разни патокази, а се потпираат и на помошни дијагностички технологии како лабораториски анализи, рентгенски и други прегледи. Во целиот овој процес клучен фактор е времето. Што значи тоа, видовте низ примерот на раната, брза и безбедна дијагноза на кардиоваскуларните заболувања, што за жал се уште се главна причина за инвалидитет и несакан исход меѓу нашето население. Имаме среќа што се тука здравствените професионалци од јавниот и приватниот сектор, како нашиот вечерашен гостин, кои се трудат да овозможат рана дијагноза, соодветен третман и добра здравствена рехабилитација за поволен исход при нарушување на здравјето. Довидување и ви пожелуваме добро здравје и пријатно расположение до следната емисија од серијалот Мој доктор.